Позицијата на синдикатот во однос на слободата на новинарството, слободата на изразување и слободата на медиумите е од секогаш многу јасна. Се додека новинарите и медиумските работници работат уценети со плати, со откази, со деградирања, со казни, тие нема да произведат слободен, професионален, балансиран и каков и сакате наречете го производ кој што соодветствува на она уставна определба на Македонија како држава во која јавноста има право да знае. Се додека сме уценети, понижени, обесхрабрени, ние нема да можеме без оглед на тоа какви закони имаме да произведуваме слободно и професионално, пред се професионално. Затоа и тргнавме во оваа постапка да ги најдеме одговорите на системските промени во медиумската индустрија и за таа цел не разговаравме со политичари, разговаравме со наши колеги со кои секојдневно живеат проблемите и многу добро знаат како ние и на кој начин стануваме жртви на притисоци или на корупција. Затоа подготвивме нацрт колективен договор. За оние кои не знаат, а доста колеги и не знаат, и можеби и тоа не е чудо да не знаат, затоа што синдикализмот и колективно преговарање стана комплетно непознати за јавноста и ги заборавивме придобивките кои што во западните земји ги имаат од 19-тиот век. А тоа е колективен договор кој што ги уредува односите во една индустријска гранка. Нашиот колективен договор се однесува на медиумската индустрија. Тој, доколку го испреговараме, ќе се однесува на сите, независно дали се членови на Сдруженијето на работодавачи, дали се членови на синдикатот или не се членови. Регулира професионални, материјални и нематеријални права на работниците. Она што ние сакаме да го издействуваме со овој колективен договор, да ги покриеме и оние кои што формално не се вработени, значи оние кои што имаат статус на хонорарци, сите овие придобивки што ќе ги добиеме од работодавачите да се однесуваат и на нив. Колективен договор во моментот кога се подпишува на ниво на гранка има статус на закон и при услови на нарушување на работните права колективниот договор е законска одредба врз основа на која се проценува дали вашите работни права биле почитувани или не. Колективен договор може да биде општ, како што е колективниот договор во приватниот сектор и во јавниот сектор, на ниво на гранка, како е овој документ, како поидовна позиција за преговори кои ние го предлагаме, и на ниво на работодавач, како например еден медиум као Македонска радиотелевизија да склучи колективен договор со нивниот работодавач. Во материјалните права веднаш тргаме со она што се велат материјални права, затоа што тоа најмногу не интересира, иако колективниот договор опфаќа многу сегменти. Тргаме со основна плата еднаква со државниот минимум во моментот, при што не се пресметува согласно коефициентите, најнискиот е 2. Што тоа во превод значи? Во пари, нашата позиција е дека минимална плата за новинар почетник до 5 години работно искуство не сме да има плата помала од, во моментот тоа е 20.000 денари. Се разбира, тоа е подпросечна плата, а новинарската позиција е високообразовна позиција. Меѓутоа, без оглед, ова е почетната позиција на синдикатот во однос на платите. Потоа тој коефициент се зголемува врз основа на работата и работното искуство, не се однесува само на новинари, се однесува на сите вработени. Она што е битно, што воведуваме функции, односно позиции кои ја регулираат не само материјалната заштита на работникот,
туку и неговото професионално достоинство. Ја враќаме функцијата ментор во редакциите. Денеска постарите колеги, без оглед дали се сниматели, дали се фоторепортери, новинари, кои што не се играни од менаџментот, се тргнати на страна, деградирани, често и отпуштени, а знаењето што во нив е вложено со годините, со искуството, се губи. Редакциите драматично се подмладуваат, меѓутоа се губи искуството кое што е акумулирано во луѓето кои што долго време работат. Ние ја враќаме функцијата ментор во редакциите за да ги вратиме редакциите да бидат она што некогаш беа, а тоа беше расадник на кадри. Вие можете да идете на факултет и да учите од книги, меѓутоа она што можете да го научите од постар колега е најдрагоценното искуство и знаење што можете да го добиете. Тоа се однесува, како што реков, на сите.